Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за различни епитопи кои се наоѓаат на антителата. Сега, епитопите, нели рековме дека се места на каде што се врзува антитело за дадениот антиген. Океј. Сега, за се ова сега што го кажав да ви биде јасно, треба да разграничиме некои работи. Основно објасниме. Значи, ја кај мене во организмот имам некои си антитела. Така, значи ова е антитело. Портокалово антитело, кое што главно е протеин. Е гликопротеин, ама ќе речеме дека е протеин. Сега, моето антитело, ако го внесеш во некој друг организам, така каде што тој организам има сини антитела, пример, моето антитело всушност за неговиот организам ќе биде антиген. Така, и ќе обележам сега само како портокалово вакво. Значи, за неговиот организам ќе биде антиген, бидејќи е некоја си страна протеинска молекула. И он сега ќе најде некое си негово антитело, кој ќе се врзе за моето антитело, кој што за него е антиген, и всушност неговото антитело ќе биде антиген. Антитело. И тело. Така, значи оно е антителото. Така, што за него е всушност антиген. Сега, ако тоа е случајот, тоа значи дека антителото, или антигеното, односно антителото, всушност има места, епитопи, така, значи има епитопи, например, тука вака, или пак тука вака, некаде има епитопи, врз кој може да се врзе, нели, синово антитело, така што ќе биде, нели, препознаем. Па сега, епитопите на антителата ги делиме на три различни вида, зависи каде се наоѓа епитопот. И ги делиме на изотипски, алотипски и идиотипски епитопи. Сега, први кои ги разгледаме се изотопски епитопи. Сега, изотопските епитопи се наоѓаат на константниот регион, така, кај даденото антитело, без разлика дали има глобулин М, Г или така натаму. Сега, изотипските епитопи се всушност еден вид епитопи на општата структура на константниот регион. Односно, што мислам со тоа? Значи, вака. Изотипни епитопи. Тие се структури кои се разликуваат само кај различни видови. Односно, например, сите луѓе имаат иста општа структура на константниот регион. Нормално, различни имуноглобулини ќе си имаат различни структури. Но, општа структура на различни тешки синџири кај сите луѓе е иста. Така, кај сите членови од еден ист вид. Односно, тоа значи дека ако земеш антитело, да направиме портокалово, ако земеш едно портокалово антитело, така, и го ставиш од еден човек кај друг човек, така, тоа значи дека вториот човек нема да развие антитела кои препознаваат делови од константниот регион. Така, другиот човек можда ќе направи антитела кои ќе бидат против антителата на првата личност, ама тие антитела нема да препознаваат епитопи кои се наоѓаат на константниот регион. Односно може да препознаваат, ама нема да ги препознаат општите структури. Така, значи, вака. Бележиме антитело од првата личност, антитело од втората личност, знам зашто стои в кругче, и антителото од втората личност нема да препознава или да се врзува со епитопи кои се некои си општи структури на константниот регион, со епитопи на С. Ама некои си ептен општи структури кои често се среќаваат, односно се константни кај сите луѓе. И ова го нагласувам бидејќи со алотипските малце е поразлично. Но ова значи дека ако внесеш едно антитело од еден вид на друг вид, така, значи не на човек, него нешто си сосема друго,
тој вид ќе направи антитела кои ќе се врзуваат за региони, општи региони на константниот регион. Бидејќи сосема се другше синџирите имаат друга општа структура. Сега, тоа е изотипски. Сега ги се разјасни кога ќе продолжиме со други, ќе сватите што се зборев. Сега, алотипските детерминанти се некои мали разлики во константниот регион на одредени аминокиселини. Така, сега, овие мали разлики можат да бидат препознаени од страна на различни индивидуи, иако се од еден ист вид. Така, значи, ако имавме, вака ќе идеме, значи, алотипски епитопи. Значи, сите луѓе претходно рековме дека имаат иста општа структура на константниот регион, ама имаат различна ептен специфична структура. Значи, ако идеме аминокиселина по аминокиселина, има разлики. Така, ама као е тридимензионално општо представено, не е некоја си разлика. Значи, тоа беше претходното. Така, изотипски. Сега, кај алотипски, ги гледаме и малите суптилни разлики. Така, например, различна аминокиселина, не знам, на некоја си трета позиција или како и да е. Значи, нешто што не ја нарушува толку општата структура, ама е мало и така специфично. Сега, за такви мали работи, кои се наоѓаат на константниот регион, може да се направат антитела од различни индивидуи, иако се од ист вид. Така, например, ја имам антитело, така го ставиме тоа антитело кај некоја си друга личност. Че јас сум направил, е втора. И втората личност ќе направи, односно ќе продуцира антитела кои можат да се врзуваат за некои си мали работи во константниот регион. За некои мали различности, некоја си аминокиселина која е поразлична кај мене него кај него. Така, значи нема да биде препознавањето на некоја си голема структура која е сосема различна, него ќе биде препознавањето на ниво на нешто си мало. Така, некоја си мала киселина. Аминокиселина. Е нормално исто да важи ако префрлиме на друг вид, тоа бидејќи нормално дека ќе препозна. И овие аминокиселински разлики доаѓаат поради различни алели на истиот ген. Сега постојат, ги немаме овие алотипски епитопи кај сите имуноглобулини, значи ги имаме, барем кај луѓето сега зборам, имуноглобулин Г од 1 до 4, а кај имуноглобулин А имаме само на вториот, односно тој кој има алфа 2. И за лесната капа верига имаме, и тоа имаме три различни, значи имаме капа кец, односно капам 2, капам 3. А исто за имуноглобулин А2 имаме имуноглобулин А2-1 и имуноглобулин А2-2. Сега, збирот на сите алотипски епитопи прикажани, кои се прикажани антителата, е алотип. Така, значи збир на алотипските епитопи е алотип. И всушност вакви алотипови имаме кај имуноглобулин Г од 1 до 4, кај имуноглобулин А2 и кај капа. Сега, идиотип е всушност кој имаме идиотипска епитоп кој се наоѓа на варијабилниот регион. Така, значи као што го имаме антителото, имаме на врвот, имаме варијабилен регион, кој што е различен кај секој антитело. Така што нормално дека ќе постојат антитела кои ќе врзуваат други антитела врз база на епитопи кои се наоѓаат во варијабилниот регион. И ако имаме таков епитоп, тој се нарекува идиотоп, односно идиотопски епитоп, а збирот на сите идиотопски епитопи е идиотип. Најчесто тој не се наоѓа на антиген binding сајтот, например овдека на слика, и е се вака на страна нека го ставени. А ми имаме некој си идиотип кој е на врвот. Интересно е ако се сретнат две антитела кои двете имаат идиотипови идиотопни епитопи на антиген binding сајтот, всушност кога ќе се поврзат ќе изгледа вака, така како што имаш едното антитело, така каде што имаме идиотопски епитоп, всушност се наоѓа тука, така,
И тој епитоп е препознаен од страна на друго антитело, кој што исто е препознаен од првото антитело на истото место. Така, едноставно ќе се поврзат на овој начин. Со двете антиген binding sites ќе се врзат едно со друго. И сите овие работи, сите овие истражувања на епитопи на антитела се многу битни, бидејќи често се прават антитела и се прават антисеруми, антисеруми и многу служат за откривање на различни структури. Сега, иако го завршив, сакам само повторно да повторам за изотипни и алотипни епитопи. Да речеме дека ова е структурата на еден од деловите од антителото. Така, значи ова е некој протеин кој има секвенца од одредени аминокиселини. Вака зумираме. Има секвенца од одредени аминокиселини. Така, и гради ваква структура. И ова е например кај човек. И истото кај сите луѓе. Така, кај сите индивиди од еден вид. Додека например кај зајак е вака некако. Така, сега, нормално дека овдека има разлики. И самата разлика во структурата може да биде епитоп, преровај нели зајак. И ако разликата во кава општата разлика во структурата е епитоп, тоа е изотипен, односно изотопен епитоп. А ако разликата е некоја си аминокиселина која е тука, во однос на некој си иста структура само кај друг човек, така, кој има различни аминокиселини на тие позиции, во тој случај тоа ќе биде алотопен епитоп. Значи, разлика помеѓу ова и ова е изотипен, помеѓу ова и ова е алотипен. Така, значи изотипниот само важи за различни видови, додека алотипниот може да важи и за различни индивидуи од истиот вид. Ево дека на сликава исто си е бележено, значи изотипниот за целиот дел, општата структура како е поставена, алотипскиот за не за општата структура, него за некои мали аминокиселини кои се различни од член до член на истиот вид, а кај идиотипското за делови во варијабилниот регион. Се надам дека објаснив колку толку, мислам дека ме свативте, иако не сум многу задоволен, но окей, немам време да го преснимувам. Ќе се видиме во наредното